Почитувани гледачи, добро вечер. Уште едно издание на емисијата ВИС Спорт на програмата на канал ВИС, во кој што секако поместуваме се она што е актуелно на спортски план или пак допрва треба да се случи, а е поврзано со југоистокот, односно спортските екипи од југоисточниот регион. Секако, вниманието најмногу го посветуваме во ова издание на емисијата ВИС Спорт на фудбалот и одбојката, имајќи во предвид дека престојниот викенд во Струмица, првото градско соочување помеѓу струмичките синобели, односно фудбалерите на Беласица и фудбалерите на Академија Пандев. На двата тима оваа сезона лошо им тргна, односно и понатаму резултатска криза, имајќи во предвид дека се на предпоследната и последната позиција. Последното коло Беласица ремизираше на свој терен со Велешки Борец 2-2, додека пак тимот на Академија Пандев претрпе пораз од 3:1 на гостувањето кај Македонија Ѓорче Петров. На табелата Академија Пандев е предпоследна, додека пак на последната позиција е тимот на Беласица. Токму овие два тима во следното првенствено коло се среќаваат на стадионот Благој Статов во Струмица во рамките на 11-тото првенствено коло со кое што се заокружува првиот циклус или првиот круг на средби од прволигашкиот фудбалски шампионат на Македонија. Какво е расположението во двата табора? Што може да очекуваме од градското дерби меѓу Беласица и Академија Пандев, каде што пандевци се домакини, додека тимот на Беласица во улога на гости? Што може да кажат за досегашниот тек од првенството двајцата стратези кои што ги наследија или пак ги заменија претходните шефови на стручни штабови, Игослав Тренчовски на Александар Танасовски, додека пак шеф Керифовски на Ване Милков. Секако, во услови на пандемија и понатаму фудбал се игра без публика, без присуство на гледачи на трибините, но не само на фудбалот, туку и на сите останати мечеви. Заради препораките и ние се придружуваме кон овие препораки, па со телефонски јавувања и до едните и до другите за очекувањата од градското дерби кое што ќе се игра следното првенствено коло меѓу Академија Пандев и Беласица. Рековме фудбалерите на Беласица во улога на гости, затоа најпрво разговор со шеф Керифовски, стратег на фудбалскиот клуб Беласица, односно на сениорскиот состав, што размислува тој за предстојниот меч со пандевци и може ли Беласица да го поправи впечатокот до крајот на есенскиот дел од сезоната и каде ја гледа таа причина за слабите резултати кои што ги презентираат струмичките синобели. Одиме со телефонскиот разговор кој што го направивме со шеф Керифовски за емисијата ВИС Спорт. Господин Арифовски, ведели уште еден надпревар од првиот круг мечеви на првата фудбалска лига. Го превзедовте сениорскиот состав на Беласица од пред 3 или 4 кола, ако не се лажам. Ваша оценка со оглед дека бевте во стручниот штаб за учинокот на Беласица досега? Добар ден до вашата телевизија, до вашите гледачи, посебно фудбалската јавност. Да, точно дека јас кормилото го презедов пред 4 надпревари. До тогаш исто така бев во стручниот штаб и што можам да кажам, од објективни и субјективни причини клубот влезе во такмичење во првата лига со многу проблеми. Млади играчи, неискусни играчи, можеби и недоволно искусни за да можат да го поднесат овој терет и видовте у првите 6 кола стварно доживеавме нешто што се дешава, може да се деси во фудбалот, меѓутоа тоа за нас беше стварно една голем пораз и нормално е да дојде до ова, беше нормално дојдеше до ова промена, односно колегата Ване Милков си поднесе оставка, иако млад, перспективен, сепак тој не можеше тоа да го издржи и така, избриси го ова.
Океј, во ред, не е проблем. Не е Избриши го. Дај поново. Значи, Не господин... сакам за колегата да Добро, не нема сакам да проблем, зборувам. нема проблем. Добро. Да го повториме прашањето или овој дел за Ване Милков да го избришеме? Да, не, повтори го од почеток, Ајде, повтори го. Јас да не го Добро, споминаме окей, дечкото, окей, он е шеф, си го цена младо е, он ке видиш. Океј, не е проблем, не е проблем. Да. Господин Арифовски ведели уште еден надпревар од првиот круг мечеви да се заокружи од првата фудбалска лига. Го превзедовте сениорскиот состав на Беласица од пред 3-4 кола, ако не се лажам. Да. Која е вашата оценка, иако бевте и во стручниот штаб и претходно, но сепак една ваша оценка за сите овие 10 надпревари од првата фудбалска лига на Македонија? Да, пред се да ве поздравам. Благодарам што се јавивте. И ја поздравам вашите гледачи, спортската јавност во Струмица и пошироко. Па можам да кажем дека, како што сами гледате и од развојот на преварите како се одвиваат, првите 6 кола доживеавме 6 порази, последните 4 кола имаме 2 нерешени резултати со 2 доста јаки противника и 2 пораза у гости. Со тоа можам да кажам дека првиот дел го поминуваме малце можам да кажам Во криза со ли малку не голема доверба на играчите, не си веруваше толку во себе, тоа се ипак млади дечки, но сепак јас мислам дека они имаат повише квалитет од што мислат и до што го покажаа во првите 6 кола, така да мислам по последните 4 кола, а тука да ги вклучиме и двата купна превари со Росоман кој го добивме 5-1 на гости и со Брегалница Штипска, исто така солиден противник, ја елиминираме Брегалница со 1-0 во Штип. Можам да кажам дека екипата, иако не толку комплетна како на почетокот на првенството, полека се дигаме и полека почнуваат играчите да веруваат во себе си дека сепак можат рамо со рамо да се такмичат со останатите екипи. Факт е дека лошо се почна сезоната, но мислам со исклучок на оној меч со Силекс, сите останати некако нестрекно ги загубивте. Да, тоа сте во право. Освен овој надпревар со Силекс, можам да кажам дека несречно изгубивме 2 надпревари и тоа со доста добри противници овдека во Струмица. Мислам дека беше тоа Шкупи во 91-та минута. Ни беше досуден пенал. И мислам и со Шкендија на наши грешки, индивидуални грешки изгубивме со 0-3 мислам, али одлучуваше сепак 2 грешки наши кои им овозможивме да со гол, не, противникот. Да? Исто така можам да кажам дека и на многу надпревари сме оштетени. Да го посечам само преврат со Ренова, каде заслужено водехме до 95-та минута, секунди не делеаше од победа. Тоа ќе значеше многу нешто за нашите млади играчи за самопоуздање. Судијата сумлив пенал досуди, он е после казнет со неколку надпревари не судење, но од тоа ние ништо немаме корис. Така. Продолжуваме понатаму. Видовте и последниот надпревар, одигравме солидно, дадовме 2 гола, одигравме нерешено, можеме и да изгубиме, али можеме со малце повеќе среќа и да го добиеме надпреварот. Но тоа е, ние мислиме дека екипата вреди повеќе од што покажува табелата и нормално продолжуваме со работа и со уште повеќе работа ако треба да овака солидно го продолжим првенството. Очигледно дека има напредок во играта и резултатски, имајќи во предвид 2 нерешени исходи со екипи кои што се во врвот на табелата, но и купне преварите кои што ги спомнавте. Може ли да се подобри од коло во коло до крајот на есенскиот дел Арифовски играта на Беласица? Јас сум сигурен дека ќе ја подобриме и ја подобруваме. И уште повеќе можеме да ја подобриме. Само се плашам од повреди, од жолти картони и од нормално од болести. Еве само да кажам дека ние за периодот кога ги
направивме овие резултати позитивни, да кажем, 2 победи, 2 нерешени, шеф направи со клубот или Да. што го одигравме, ние ги одигравме без 3-4 играчи. Имаме 3-4 играча секогаш болни, имаме повредени, имаме играч, тоа капитенот што не ни играше во Бажалци што добие овој Милушев што добие немаше го направо со Струга. Така. Во Струга. И можам да кажам дека најпоследното што не погоди е тоа што и поред сите овие несечи што не пратат со неиграње на играчи, еден од најдобрите, можам да кажам слободно, нападачи, Калановски со 5 жути картони ќе го изгубиме и ќе го нема за дерби напред. Тоа некако остави трага и печат последниот направ, освен што успеавме да одиграме нерешено со овој јак противник и 5 жути жолт картон на Калановски. Ќе ни недостасува многу на овој напревар, на следниот напревар со Академија Пандев. Меѓутоа, ние ќе се потрудиме и за тоа да најдеме решение. Знаете како е во фудбал, да се има решение. Така. Токму и следното прашање, играте веќе следното коло со Академија Пандев, прво градско дерби оваа сезона, два тима кои што се на дното од прволигашката табела, но сепак какво е расположението во таборот на Беласица пред градското дерби со Академија Пандев? Дерби како секој дерби побудува интерес. И јас мислам дека еве ги поканувам љубителите не можат директно да го следат напревод, но има сега услови и индексно се следи напревод. Секој дерби направен изнесен со емоција, посебно два градски ривала. Каде многу играчи од Академија Пандев играле у Беласица, многу од Беласица играат сега во Академија Пандев. Многу блиски пријатели сме. Ние како тренери сме били во Академија Пандев и од Академија Пандев во Беласица биле тренери. Така да, тоа мислам дерби изнесено со многу емоции. Какво е расположението во кај фудбалерите на Беласица? Сепак се среќа, иако велите пријателство, но сепак ривалство на терен ќе има. Баш затоа што е пријателство и ривалство има уште поголемо. Најголемите пријатели се најголеми ривали во спортот. Така, да. Ние со една подигната атмосфера во клубот, позитивна подигната атмосфера резултатски, ние го чекаме овој напревар. Да. Го чекаат и играчите овој напревар да се докажат. Да. Иако знаеме дека и Академија Пандев има своји проблеми, како нас, сепак еве да кажем, фаворитската улога ја препуштам благо на противникот, меѓутоа ние секако ќе играме и да се покажеме во добро светло и на резултат. Рековте Калановски нема да настапи дефинитивно на мечот со градскиот ривал Академија Пандев. Останатите фудбалери, каква е состојбата, здравствениот билтен или пак со жолти картони? Ќе го имали на располагање она идеална 11 играчи кој што сметаше шеф Кјарифовски? Јас мислам дека од овие играчи што преостануваат здрави, веќе ги имаме 11 стартери кои ќе настапат на надпреварот. Ако не се деси некоја повреда на тренинзи или слично, и мислам дека сепак ќе најдеме доволно и ќе имаме доволни квалитетни играчи со кои можеме да се спротивставиме на Академијата, која сепак, иако можам да кажам повеќе у резултатска криза во квалитетот го знаеме на нивните играчи, и затоа реков фаворитската улога ја препуштам на нив, но ние ќе одиме тоа да го елиминираме на самиот терен со игра, залагање и со, да кажеме, да се надаме и ние се надаме на добар резултат, така и на секој надпревар. Арифовски, само за крај. Оваа сезона и
финишот од претходната сезона, дефинитивно фудбалот не е во вистинска смисла на зборот кога нема посетители на трибините. Колку ви недостасува како клуб да ги има гледачите на трибините, бидејќи ова градско дерби секако ќе привлечеше огромно внимание и ќе се наполнеше стадионот Благој Статов? Како е без публика? Да. Без публика овие 10 надпревари е стварно непријатно. Иако малце се и навикнавме, но сме стварно, не недостасува публиката, не недостасува оно на секој, не само нам, на секоја, за збориме општо за фудбалот у Македонија, не само на нам, него недостасува публиката да го покрене клубот својот клуб, да го покрене, да го подржи, да го едноставно му даде сила, што вика како 12 играч, али тоа е што е тука, се навикнавме го у некои моменти тоа и да го примеме како нормално, но сепак морам да кажам дека не само тука кај нас, и во другите градови, многу луѓе сакаат да влезат, али поради овие прописите не можат да бидат пуштени надпревар, али ето, еве сега ги поканувам, реков, ова дерби да се гледа не може директно, али може индиректно преку овие сега што ги имаме. Така, каналот на Фудбалската федерација на Македонија и тоа можат да го пратат на преварот, па и да мислам дека и да уживаат во еден добар квалитетен надпревар, каде што се надеваме дека ќе биде неизвестно. Еве, јас порачам нека биде фер, нека биде коректен, нека биде неизвестен, квалитетен и нека победи подобриот, или како се вика у фудбалот, некојаш и посрекниот. Тоа беше Шефки Арифовски, стратег или шеф на стручниот штаб на Беласица, кој што ќе биде гостин на престојното дерби или првото дерби градско со фудбалерите на Академија Пандев. Арифовски смета дека ќе биде мощно и интересно, иако нема да се игра со публика, ќе биде интересно бидејќи добро се познаваат двата тима и сепак фаворитската улога ја препушта на пандевци со оглед најверојатно и на подобриот пласман на табелата, иако повторно ќе подсетам, двата тима се на предпоследните две позиции од прволигашката табела, кои што директно водат кон испагање во втората фудбалска лига. Од Беласица се селиме во Академија Пандев, телефонски разговор со тамошниот шеф на стручниот штаб Југослав Тренчовски. Негово видување за и околу досегашниот учинок на пандевци, каква е состојбата со играчите пред мечот со Беласица, што може да очекуваме во иднина од овој тим на прволигашката сцена. Еве го телефонскиот разговор со Југослав Тренчевски. Тренчевски ведели уште еден надпревар од завршувањето на првиот круг мечеви од првата фудбалска лига. Го превзедовте сениорскиот состав на Академија Пандев од пред неколку кола, но ако направите едно резиме, има ли место за задоволство кај стручниот штаб, па и лично кај вас, со оглед дека сте еден од столбовите на Академијата? Па вака, значи, малку ќе биде неискрено прашањето, ако ви одговорам дека има задоволство, значи одговорот ќе биде неискрен. Факт е дека нема задоволство од сето тоа што е постигнато во изминатите 5 надпревари. Значи, ние го презедовме тимот од 500 коло, сега заврши 10-то коло и факт е дека не сме на потребното ниво. Дефинитивно имаме големи проблеми. Затоа, можеби, влијание има и не така далечното минато, селекцијата и костурот на екипата кој што самите ние ја направивме, но дефинитивно погрешивме во одреден избор на играчи, во селекција, значи вината ја преферам целосно на наша страна. Како и да е, можем да кажем дека овој тим на Академија Пандев во моментот поседува потенцијал, но капацитет е тоа. Значи дефинитивно треба да се работи на усовршување и на подобрување на капацитетот. Потенцијал секој дека поседува, има младост овој тим, има и искуство, но дефинитивно резултатите не одат во наш прилог.
Би се надополнил, иако не сум фудбалски стручњак, игра има, но реализација на акциите не. Далеко од тоа дека имаме некоја препознатлива игра. Се уште ја градиме. Ја градиме таа игра. Ние во последните надпревари, 4-5 надпревари, 8 во надпревари со Шкупи и со Шкендија, ајде да кажем, доминиравме во тој посет, но посетот е целосно на наша половина, значи немаме доминантен посет, сето тоа се одвива во нашата прва и втора зона и мислам дека мораме да работиме малку повеќе на компактноста на линиите и спојот помеѓу втора и трета зона. Дефинитивно не сме на потребното ниво, променивме и неколку формации, се обидуваме да ја најдеме идеалната формација, но пак ќе кажем, реализацијата е очајна, значи слаба, не дека премногу влегуваме во шанси, меѓутоа на секој надпрв има по една-две шанси кои што не успееме да ги реализираме. Како и да е, пак ќе кажем, ние играме, последот е во нас, но противникот секој пат ги освојува бодовите, скоро секогаш. Може ли да се подобри играта на Стромичани во наредниот период до крајот на есенскиот дел, господине Тренчовски? Секако, значи ние затоа се нафатив јас, значи за да си помогнеме обострано клубот и јас нормално свесни сме дека можеме повеќе, пак ќе повторам, ние имаме потенцијал, но мораме да го зголемуваме и капацитетот. Јас мислам дека има простор доста за работа, за напредок и мислам дека во иднина би требало да даваме поголеми и подобри игри. Во секој случај се чувствува една психолошка криза во самиот тим кој што е навистина проблем, затоа што и тимот е составен од млади играчи кои што нормално, значи не можат да го понесат тој товар и битката за тој, да кажеме, опстанок, а ние сме во многу незавидна ситуација и мислам дека повеќе треба да работиме на психолошки план, нормално да не ги изоставиме тука и балансот на техничко-тактичкиот план со тој психолошки, но мислам дека престои напорна и тешка работа за да излеземе од оваа криза која што е, да не речем, веќе континуираме последните 4-5 месеци. Да не е се така црно, сепак обезбедите пласма во четвртфиналето од купот. Така е, единствено светло што се случи во овие 6 надпревари од кога ние го преземавме тимот е, ајде да кажеме, пласманот во четвртфиналето и победата над Вардар. Нормално тука е и победата над Силекс и нерешениот резултат со работнички во гости, но далеко од тоа дека сите тие резултати даваат позитивна вибрација. Ние се што сме на предпоследното место на табелата и место кое што води во понисок ранг. Следното коло се среќавате со Беласица, градскиот ривал, бидејќи Струмица оваа сезона има 2 прволигаши. Какво е расположението кај пандеци во пресрет на првото градско соочување? Нормално, како и секој надпревар, во секој случај тоа е, значи, дерби кој што нормално секој пат овие дерби надпревари ги одлучуваат нијанси, моменти. Јас очекувам тврд надпревар кој што шансите се 50-50 и без разлика што ете и на Беласица не и цветаат рози, премногу добро се познаваме и мислам дека ќе одлучуваат нијанси и моментална инспирација. Тимот кој што ќе биде повеќе мотивиран, мислам дека има поголеми шанси да го добие овој надпревар. Нормално тука треба да се завршат и сите финеси околу тактичкиот план. Во секој случај не очекува навистина тежок надпревар како што биле и тие во минатото, значи не очекува тврд надпревар, неизвесен и шансите се 50-50. Ги има ли на располагање Југослав Тренчовски сите фудбалери на кои што типува за да излезе против Беласица? Значи, поради повреда ќе недостасува Кире Марковски, кој што се врати, одигра 2 надпревари, па се повреди повторно, значи, исто така поцрвенетиот Трапановски. Се уште е дискутабилна ситуацијата со проблемите кои што ги има со Нервис Шијадикос Марио Маслач, но овие двајца, значи Марковски и Трапановски, дефинитивно ќе отсуствуваат, за Маслач ќе се одлучува пред самиот надпревар. Останатите? Останатите се овде на располагање, ги имаме сите настрои и се надевам дека ќе биде се во најдобар ред со другите. Забележувам дека типувате претежно на млади фудбалери и на резервната клупа. Значи ли тоа дека може да изненадите со составот во мечот против Беласица? Па не би требало да има поголеми изненадувања, затоа што тоа е ростерот на тимот. Ние на секој надпревар почнуваме со 4-5 играчи под 21 година, всушност тоа е ростерот на тимот, почнувајќи од голманот Николов, во везната линија нормално тука се Крстевски, Талаков. Дефинитивно нема да експериментираме, затоа што, пак ќе кажем,
бодовите се неопходни и за едниот и за другиот тим. Се респектираме меѓусебно, премногу добро се познаваме и ќе се обидиме во моментот што имаме на располагање и што е во моментот најдобро тоа да излезе на терен. Тренчовски пандемијата дефинитивно даде еден нов терк на работите во фудбалот и се игра без публика. Какво е чувството? Едноставно дршката ја нема од посетители. Единствено што можем да кажем, ако има барем малку позитивно нешто од сето тоа, иако дефинитивно повеќе има негативни фактори, позитивно тоа е што се обидуваме да играме, без разлика што не знам колку сте запознаени. Ние имавме околу 5-6 случаи на активни фудбалери кои што беа во самоизолација, нивното враќање во тимот оди доста напорно и тешко. Дефинитивно остава последица, но ние ќе победиме и ќе победиме ова болест единствено ако го доиграме првенството до крај. Јас бар така размислувам, инаку не е иста, значи сатисфакцијата кога покрај себе ги имаш, да кажеме тие, иако се малобројни, но верни навивачи кои ти даваат поддршка. Друго е, значи, кога се игра без публика, но што е тоа е да бидеме оптимисти, да што велат да ги почитуваме мерките за заштита и да се обидеме, ќе бидеме навистина големи победници ако го доиграме првенството до крај. И само за крај, со оглед дека сте во моментов шеф на стручниот штаб, ако сега ве прашат дали би ангажирал уште 1 до 20 фудбалери на везната линија во напад? Апсолутно, значи не само 1 до 20, во размислување сум доколку останам во стручниот како шеф на стручниот штаб во тимот, да направиме повторно една мала реконструкција, затоа што пак ќе кажам, ние имаме свое влијание, но и некои претходници имаат свое влијание во однос на селекцијата на играчите. Имаме играчи кои што се дуплираат на одредени позиции, но дефинитивно неопходно е барем 1 до 20 играчи во средната линија, во везната линија и играчи од шпицот на нападот, додека оние кои што се повеќе на страничните позиции би можело да ги редуцираме. Тоа беше Тренчовски, кој што да ремизираме 50-50 ги дава шансите за победник на престојното дерби градско фудбалско помеѓу тимовите на Академија Пандев и Беласица и кој што пак смета дека треба да се засили Академијата ако се сакат подобри резултати во понатамошниот тек од првенството. Толку околу фудбалот, кој што силно ја погодува ова пандемија со вирусот COVID-19, веќе слушнавте дека и Арифовски и Тренчовски сметат дека фудбалот се игра за публика, но заради препораките ќе мора да ги почитуваат и да придонесат во борбата против ширењето на овој заразен вирус. Толку околу фудбалот, сега продолжуваме со одбојката. Одбојката ќе стартуваме со стартот на женскиот одбојкарски шампионат, веќе 2 кола, иако некомплетни, и овде пандемијата си го прави своето, неколку мечеви или повеќе мечеви се одложуваат заради позитивни одбојкарки во таборите на прволигашките клубови, така што само дел од струмичките екипи настапија во ова сезона. Се одигра, односно на распоредот беа две првенствени кола, во првото имаше и надпревар градско дерби, ако можам така да кажам, меѓу Македонија Макс и Наковски волеј, каде што Наковски волеј забележа победа од 3:0. Наковски волеј славеше победа и во второто коло од првата женска одбојкарска лига на Македонија со 3:0 против Јанта, и тоа на свој терен. Во второто коло Виктори волеј гостуваше на Ускана во Кичево, каде што забележа победа со 3:0. Мечевите се уште ги нема стартувано тимот на Струмица жени во оваа сезона. Значи, стартува и одбојкарските надпревари во женска конкуренција, пак вниманието ние го стартуваме кон машката лига, каде што тимот на Джио Струмица забележа нова победа, и тоа трета првенствена, на свој терен подобри против Јанта со 3:0 во сетови. По победите над Лирија и Весна во пробишти, ова е уште една победа на избраниците на Кирер и Шлиев, кои што веќе оваа недела, односно во сабота, би требало да летаат за Кипар, каде што ќе се сретнат со
Никозија Омонија во рамките на Челендж купот, одбојкарскиот Челендж куп, кој што е на програмата на европските купови. Секако дека расположението е на завидно ниво во таборот на Џио Струмица, смета дека може да извлечат поволен резултат против Кипарска Омонија. Мечевите се играат идната недела во вторник, односно понеделник и среда, ако не се лажам. Се разбира, двата меча ќе се играат во Кипар, пошто ќе се знае патникот во понатамошниот тек од првенство, односно од Челендж купот. Се разбира, ние пред неколку емисии го имавме Кире Ричлиев гостин во ова студио, подсетување за и околу неговите очекувања против Омонија, иако нема измени во играчкиот состав, буквално со еден состав Џио Струмица, составен од репрезентативци кои што се доста искусни или пак играле во кипарскиот шампионат, добро го познаваат косторот на Омонија. Но сепак да го слушнеме Кире Ришлиев еден извадок од емисијата или неговото гостување од пред неколку седмици овде во емисијата Виспорт. Да, морам да кажем дека нашиот состав е доста изменет за разлика од минатата сезона. Дојда звучни имени, како што рековте, примачка диагонала ни е целосна, искусна, начело со Милев и Михаило, двајца репрезентативци. Тука се и јас мене позицијата и либеро, доаѓа исто репрезентативно либеро што беше Филип, така да јас верувам дека и тука се млади тирџи кои што полек стасуваат и кои со силни трензи ќе напредуваат и ќе чукаат на вратата на првиот тим. Исто така го вративме и Лука Костич од Будушност Подгорица. Значи на секој место сме покреени, има повеќе опции, така да имам уште време за тој меч. Се надвам дека ќе достигнеме врвната форма баш кога ќе ни треба, бидејќи се уште не е потребно да дојдеш до вистинската форма. Така да верувам дека со планска работа тоа ќе го направиме. Предпоставувам за оваа сезона имате одредена цел. Не е само да се излезе на европската сцена, предпоставувам дека сакате да постигнете добар резултат. Апсолутно, ние ако има шанса против екипата на Омонија да ги минеме, сигурно таа шанса нема да не ја искористиме, бидејќи потоа противник се знае и наредно противник тоа екип на Зират Банка од Анкара, така да исто ако доаѓа од силен шампионат, турскиот шампионат доста силен, меѓутоа знаете кога се игра на превари никогаш не се знае. Имаш поголем мотив да се докажеш, другите малку ќе влезат опуштено, така да ние со нашиот состав кој што пак кажеме доста солиден и не само за нашиот шампионат, тука и за надвор, бидејќи има доста искусни играчи кои што имаат преку веќе 50 мечеви на репрезентативно ниво, така да јас верувам дека затоа ни треба сега малку потешки надпревари. Секој момент чекаме да одиграме такви тешки надпревари, бидејќи знаете да ще тука односи со екипата на Пирин Разлог, екипата на Дупница. Мината година имавме доста убави контролни надпревари во Солун, така да околината има доста силни екипи, а и плюс тоа не користи нам, бидејќи знаете за одржување на формата не е само тренинг. Се треба многу надпревари, преку тие надпревари се гледат каде се греши, кои се добри моменти и јас верувам дека ќе најдем противници за да го држиме формата. Така да овој надпрев мора да се одржи, бидејќи има и големи санкции, големи казни, така да ние сега со ово учество добиваме и поени во ЦЕФ. Ако не одиш губиш поени плюс казна, плюс се казни и потоа не останува и банкова гаранција кај што ако во случај да не се платува, тогаш тие пари ти ги земат од контото, така да. Не ми одговоривте. Кои се вашите лични очекувања? Играте два меча, предпоставам дека ќе бидат со пауза од еден ден или може 24 часа. Што може да очекуваме? Еве, на самиот почеток го постави тоа прашање и доста солидна екипа и Џио Струмица според косторот на играчите, белите и Никозија не е екипа која е за подценување. Можно ли е да се помине? Еве сега, ако останат нови состав што го моментално, бидејќи јас секој ден ги следам и нивните и трансфери дали имат и сите ако останат новиот состав, ние имаме големи шанси. Сега ако донесат уште плюс две појачуми кои што им се на слаба позиција има примачката диагонала, тогаш зависи и кои играчи ќе дојдат, зависи колку време ќе има да се подготват, таа екипа да се воигра. Како што рековте, шанси има сегаш, бидејќи наша екипа е солидна,
така да верувам дека играчите ќе баш тогаш ќе се мотивираат и зошто па да ги изненадиме на нивни терен. Велите, доколку се помине Омонија, одиме кај Зират банка во Анкара. Во Анкара. Да. Шо екипа е таа? Зират банка, само по името Зират банка, значи силен спонзор, богат спонзор, Финансист. силни играчи, моќни, тие се негде околу 4 до 5 милиона евра годишен буџет имаат тие тимови. 4 до 5 милиони. Така да таму играат играчи кои што вредат многу пари и сега гледам на табелата не стојат многу. Мината баш силно ги дава со Галатасарај, многу лесно изгубија, меѓутоа не се знае. Пак се уште тие играчи што се земени како појачување може да се сменат. Се до негде крајот на јануари ги менуваат играчите, спонзорот и тренерите незадоволни од самите играчи ги менуваат, така да не се знае ништо до тоа дури 15 ноември. Така. За крај неколку информации околу ракометот, бидејќи како што информиравме, пандемијата со вирусот COVID-19 предизвика и дел од ракометните мечеви од суперлигашкото надпреварување да бидат одложувани, па се доигруваат мечевите, стаса до четвртото првенство, односно петото првенствено коло, дел од екипите ги немаат комплетирано сите мечеви, само накусом дека Астрајон има само една победа и тоа против Радовишани, пораз од Пролец од 32-24, Јуниор 30-23 и оној заостанат меч со Струга повторно пораз. Веќе наредното коло играат со КЛ7, можност да се забележи нова победа. Ракометарите на Радовиш зад себе имаат само 3 меча, исто така имаат само една победа, но и ракометарите на Младост Богданци имаат само една победа. И навистина и во суперлигашките надпреварувања со оглед дека колата, односно се одигруваат, но заради позитивни ракометари во таборите, тие се презакажуваат дополнително, така што за сега не успеваме да видиме каков е учинокот, односно позиционирањето на трите екипи од Југоистокот во суперлигашкото надпреварување во групата А и во групата Б, каде што рековме играат Астрајон, Радовиш во група А и Младост Богданци во група Б. И Младост Богданци има само една победа, таму веќе зад нив се одработени 5 првенствени мечеви и веќе во следното коло повторно ќе атакуваат на еден поволен резултат. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Виспорт. Пријатно.